Добредојдовте во урбаните вести. Нов дрворед денеска се засади на булеварот Крсте Мисирков од Мавровка до Битпазар. Со ова информација ги почнуваме денешните урбани вести. Останете со нас. Засадени 40 јасени на Битпазар. Се отвори новата модерна приватна болница Еуро Италија во Петровец. Инспекторите на терен следуваат казни ако со валка не тркала го напуштите градилиштето. Вештини за успех, дигитални обуки за млади од цела Македонија. Доколку се промени ДУП-от, Општина Центар може да предвиди друг објект спроти Холидеин, само со експроприација. На една од најфреквентните сообраќајници во Скопје, каде што според мерните станици загадувањето е најголемо, денеска се засадуваат дрвја. Станува збор за локацијата кај Битпазар, каде што благодарение на новиот дрворед, на возачите ќе им биде оневозможено и да го узурпираат тротоарот. Една од мерките на градот Скопје за намалување на загадувањето на воздухот е и засадувањето на нови дрва на повеќе локации на Скопје. Денеска акција за засадување на нови 40 јасени се одвиваше на една од најфреквентните сообраќајници, поточно на Битпазар во близина на трговскиот центар Мавровка. Како што истакна портпаролот на градот Валјон Салиху, во рамки на акцијата за зазеленување на градот ќе бидат засадени 3500 висококвалитетни садници во сите скопски општини. На булевар Крсте Мисирков на потегот од Битпазар до Мавровка, град Скопје сади нови 40 дрва од видот јасен. Досегашните мерења на станицата која се наоѓа во оваа локација, изминатиот период покажа висока концентрација на ПМ10 чистички. Со зазеленувањето на овој простор, убедени сме дека ќе влијаеме во намалувањето на загаденоста во овој дел од градот. Салиху исто така информираше дека следната недела ќе се реконструира дрворедот на улицата Франклин Рузвелт, а во наредниот период ќе започне акција за раззеленување и во Ѓорче Петров, каде со своја механизација и работници ќе се вклучат и општинските служби. Приоритет ова есен е обновувањето на сите постојни дрвореди во центарот на градот, како и подигањето на нови дрвореди како овој во Битпазар и следниот во Ѓорче Петров. Во Скопје, по должина на градските сообраќаи и во средишните жардинјери на булеварите има речиси 500 пенјушки кои планираме да ги отстраниме, а на нивно место да засадиме нови и здрави садници. Секако дека сите нови дрва ќе бидат засадени внимателно и ќе ја задржуваат автентичноста на видовите кои биле засадени на истото место. Цел ни е да обезбедуваме повеќе чисти и зелени површини за граѓаните на Скопје, затоа што сме свесни дека влогот во здрава животна средина е трајна придобивка која директно влијае во здравјето на граѓаните. Како што посочи Салиху, покрај намалувањето на аерозагадувањето, оваа акција за засадување дрва ќе ги ослободи и тротоарите од возила. Од денеска отворена новата приватна болница во Петровец, Еуро Италија, чиј инвеститор е италијанскиот бизнисмен Алберто Де Лука. Болницата располага со најсовремен дијагностички центар, лабораторија, аптека, операциони сали и соби за болничко лекување. А ќе има одели за општа хирургија, интерна медицина, ортопедија, кардиологија и урологија. 9-годишниот труд за изградба на нова приватна болница во општина Петровец се вроди со плод. Синоќа свечено беше отворена болницата Еуро Италија, италијанска инвестиција на бизнисменот Алберто Де Лука, кој повеќе од 30 години инвестира во медицинската сфера. Алберто Де Лука пред присутните рече дека се надева тоа што го има создадено во Италија, ќе го донесе и во Македонија и верува во успехот на оваа болница. На отворањето беше присутен и министерот за здравство Венко Филипче, кој рече дека отворањето на оваа болница е добар чекор во македонското здравство. Знаете дека инвестиција во здравствена установа значи зајакнување на целокупниот здравствен сектор, без разлика дали станува за приватна или за јавна институција. Ова сум сигурен дека ќе го осетат како бенефит граѓаните на општина Петровец, на град Скопје и на целата наша земја. Искрено се надевам дека ќе се одрази на инвестиции во другите сектори, заради тоа што знаете дека секоја работно место во здравствен сектор значи и работно место во некој друг сектор кој што е близок до здравствениот. Се надевам дека господин Де Лука ќе остане отворен како што најави за време на нашите иницијални дискусии за развивање на моделите,
на приватно јавно партнерство, со што сите наши експерти од јавното здравство ќе станат достапни за сите пациенти во сите установи. Болницата е опремена со најсовремена медицинска апаратура и најсовремен апарат за магнетна резонанца. Изградена е на површина од 20.000 метри квадратни и има приземје и 6 ката. За почеток ќе работат првите 2 ката од болницата, а целта е кат по кат да се отвораат и другите. На приземјето се наоѓа комплетен диагностички центар, лабораторија и фармацевски дел и ресторан, а тука ќе биде отворен и новиот центар за физикална и рехабилитациона терапија. Додека пак на првиот кат е болничкиот дел, кој во моментов располага со 82 кревета. Медицинскиот директор на болницата Евроиталија, доктор Бошко Ставрески, рече дека болницата ќе располага со општа хирургија, интензивна медицина, ортопедија, кардиологија и урологија, како и 5 специјалистички амбуланти. А во преговори се да се склучи договор со Фондот за здравство. Во болницата сега се вработени околу 70 до 80 доктори и медицински персонал, а планот е да се вработат вкупно 400 лица. Стартуваме со првата болница од инвестиција на Европската Унија, тоа е Евроиталија хоспитал. Општа болница која што во себе ги вклучува следните специјалности: општа хирургија, интерна медицина, кардиологија, ортопедија и урологија. Болницата има комплетна диагностика, практично имаме еден диагностички центар на приземјето, тоа е еден радиолошки центар кој што нуди од еходиагностика, комплетна диагностика на болестите на дојка, обичен рентген дигитален со сите можности, магнетна резонанца и мултислайзен компјутер 128 слайзен, практично со биохемиска и микробиолошка лабораторија, така да е една комплетна диагностика што може да понуди здравството. Болницата започна да се гради во општина Петровец уште во 2009 година. Најпрво замислата беше тоа да биде трговски центар, но подоцна, како што каже и сопственикот Де Лука, одлучиле да направат болница како подобро решение. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски е особено горд што една ваква инвестиција е изградена токму во оваа општина, а најави и дека инвеститорот Алберто Де Лука, освен во болницата, инвестира и во уште еден објект во мултифункционалната зона Чоилија. Болницата е од огромно значење, за не само за општината, него и за Република Македонија, во поглед на подобрување на здравството во Република Македонија. За општина Петровец од огромно значење, бидејќи голем број на луѓе ќе се вработат во општината, во болницата. Јас вечерва сум еден од тие посреќните луѓе, бидејќи ова е резултат на 9-годишното работење, како заложбата моја, така заложбата и на советниците од Советот на општина Петровец, бидејќи знаете дека требаше доста одлуки да се донесат на Совет и сите едногласно одлуките ги донесоме, за денеска оваа болница да може да профункционира. Најголем бенефит од оваа голема италијанска инвестиција ќе почувствуваат жителите на општина Петровец, најнапред поради големиот број нови вработувања, а потоа и поради овозможувањето на полесен пристап до болничко и амбуланско лекување. Новите еколошки автобуси за потребите на јавното сообраќајно претпријатие Скопје ќе се набават со 12 милиони евра, од кои 10 милиони евра ќе бидат заем од Европската банка за обнова и развој, а останатите од буџетот на јавното претпријатие. Владата на последната седница го усвои предлог законот за гаранција на Република Македонија за договорот за заем за набавката на нови автобуси за јавното сообраќајно претпријатие Скопје, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и јавното сообраќајно претпријатие Скопје. Вкупниот износ на проектот е 12 милиони евра, од кои 10 милиони евра ќе бидат обезбедени преку заем од ЕБОР, додека 2 милиона евра ќе бидат обезбедени од буџетот на ЈСП Скопје. За парите што ЈСП ќе ги добие како заем од ЕБОР, владата ќе издаде државна гаранција. Од владата соопштуваа дека ќе се набават нископодни автобуси кои работат на компромиран природен газ со голема економска исплатливост и еколошка предност во учеството на намалувањето на аерозагадувањето. Оваа одлука владата ја донесе тргнувајќи од состојбата со возниот парк на ЈСП Скопје како исклучително скап за одржување и кој е еден од факторите за загадување на воздухот во градот. 70% од автобусите кои возат низ главниот град не ги задоволуваат
задоволуваат еколошките стандарди, а исто така и се постари од 10 години. Од таа причина и автобусите ќе добијат еколошки налепници. Па според тоа, оние кои ќе добијат жолта или пак црвена, нема да имаат право да возат во одреден градски регион, со цел да не ја загадуваат околината. Оваа мерка инаку важи и за автобусите на приватните превозници. 19 парични казни во висина од 50 евра и повеќе од 15 опомени се изречени во општина Аеродром за фрлање ѓубре на јавни површини и палење оган на отворено. Засилени се и контролите на градскиот инспекторат на градилиштата, каде се казнуваат оние кои со валкани тркала ќе го напуштат градилиштето. Продолжуваат засилените контроли на сите градилишта на територија на град Скопје, информираат од градскиот инспекторат. Деновиве се направи контрола на неколку градилишта каде се затекнати возила со валкани тркала, што е спротивно на законот за јавна чистота. И сторителите се соодветно казнети. Засилените контроли на градскиот инспекторат ќе продолжат и во наредниот период, па оттаму апелираат до градежните компании да го почитуваат законот. И инспекторите на општина Аеродром овој месец ги исконтролирале сите градилишта на територија на општината и им се изречени опомени да не ги напуштаат градилиштата со валкани тркала. Инаку во текот на ноември инспекторите изрекле 19 парични казни во висина од 50 евра во денарска противредност за фрлање ѓубре на јавна површина, како и за изложување земјоделски производи на јавна површина. Исто така имаше и 3 интервенции за палење оган на јавна површина, од кои една во Долно Лисиче и 2 на улицата Гаврил Константиновиќ во населбата Лисиче. За палење оган се изречени и повеќе од 15 опомени. Инспекцијските служби во текот на ноември извршија и мерење бучава на 2 локации, од кои на едно место е изречена и парична казна за надминување на дозволената граница на бучава. Од општина Аеродром информираат дека инспекторите работат во 2 смени и вршат секојдневни контроли на целата територија. Службите се дежурни и во викендите, а граѓаните своите забелешки може да ги пријават на дежурниот телефонски број 075 316 515. Од Министерството за транспорт денеска појаснија дека во случајот со парцелата кај Холидеин немале законска можност да запрат оформување на градежна парцела, бидејќи на таа парцела нема планирано изградба на објекти од значење на државата, а законски се обврзани да овозможат откуп на парцелата на барателите кои го исполнуваат законскиот основ. Односно, барателите претходно се стекнале со над 30% од парцелата, откупувајќи ја од физички лица. Законски сме обврзани да овозможиме откуп на парцелата на барателите кои ќе го исполнат законскиот основ, освен во случај ако градежното земјиште во сопственост на Република Македонија согласно важечкиот урбанистички план е предвидено за објект од јавен интерес. Наведуваат од Министерството за транспорт и врски по реакциите во јавноста за продажбата на парцелата со намена колективно домување со деловни објекти, согласно деталниот урбанистички план на општина Центар и планираните висококатници на паркингот спроти Holiday Inn. Министерството за транспорт на 25 минатиот месец склучи договор за 9048 квадратни метри државно градежно земјиште со фирмите Fashion Group и обвинители, откако тие претходно се стекнале со над 30% од градежната парцела, откупувајќи 4605 метри квадратни од физички лица и откако го исполниле условот за 30% собственост во рамки на градежната парцела. На 21 август годинава побарале барање за дооформување на парцелата преку информацијскиот систем за градежно земјиште. Откупеното државно земјиште е во приватна собственост и во случај да се промени деталниот урбанистички план доколку општина Центар таму предвиди друг објект од јавен интерес. Тоа може да го направи само со експроприација. Во општина Центар се уште е во сила мораториум за издавање градежни дозволи за деталниот урбанистички план. Намената може да се смени само со промена на детално урбанистички план, но тој мора да биде усогласен со генералниот урбанистички план кој град Скопје го носи на секој 10 години.
Градоначалникот на Центар Саша Богдановиќ вчера изјави дека до општината досега не се доставени ниту проект, ниту барање за издавање дозвола за градба на висококатници, но и да биде доставено такво барање, тоа ќе биде одбиено, бидејќи планот за делот каде е планирана изградбата на висококатниците е под мораториум и се ревидира, како и 30 на други планови во општината. Богдановиќ појасни дека на местото кај паркингот кај Holiday Inn уште од претходно биле вцртани прво 100 катници, а потоа 60 катници од претходната гарнитура на власт, а сегашното раководство на општината го вовело мораториумот за да може спорните планови да се ревидираат. Дигитални обуки за полесно вработување на младите лица е новата платформа на проектот Вештини за успех, која денеска ја промовираше Пивара Скопје во соработка со компанијата Мотиви и Министерството за труд и социјална политика. Обуките за млади во изминатите 2 години ги посетувале 580 лица, од кои 36% се веќе вработени. Во рамки на програмата Вештини и успех, која пред 2 години ја креираше Пивара Скопје, денеска беше презентирана нова можност, посебно за младите кои не се од Скопје. Станува збор за дигитална платформа која ќе им овозможи на младите невработени лица да поминат бесплатна обука од програмата Вештини за успех за да се стекнат со знаења и вештини со цел полесно вработување или започнување сопствен бизнис. Генералниот директор на Пивара Скопје, Владимир Косиер, појасни дека програмата се реализира во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, но и центрите за социјални работи. Како што нагласи, при селекцијата на кандидати се води сметка за родовата еднаквост, но и за застапеноста на социјално ранливите категории. До сада наш програм Вештина за знање. До сега, до овој момент, нашите обуки ги пројдоа над 580 лица, а ние очекуваме до крајот на оваа година тоа да бидат 1200 лица. Со оглед на тоа дека се работи за дигитална платформа и на оние лица кои што не живеат во Скопје им е понудена можност да учествуваат и да се обучуваат по дигитален пат, така што очекуваме дека до 2020 година овие обуки ќе ги пројдат околу 6000 лица. Она што нас посебно не радува е тоа што 36% од лицата кои што ја пројдоа оваа наша обука во многу кратко време најдоа заposlување, односно работа. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна дека ваквата неформална едукација која што се добива на овие обуки е нешто што го нема во книгите во рамки на формалното образование. Токму затоа, соработката помеѓу компаниите, државата и невработените лица е неопходна, додаде Царовска. Тоа сум навистина срекна што цела 2019 година навистина заедно преку Агенцијата за вработување, преку овој едукативен центар, ќе регрутираме што повеќе млади луѓе да научат дополнителни вештини за да бидат поконкурентни на пазарот на труд. Велиме Македонија има голем процент на невработени млади. Тие напуштаат државата. Но од друга страна, ако ги прашате стопанските комори и компаниите, велат имаме недостаток на кадар. Тоа значи дека како држава еден период сме заборавиле дека комуникацијата помеѓу сите засегнати страни го дава успехот. И ако се заборавиме едни со други, невозможно е да постигнеме намалување на невработеноста или пак остручен квалитетен кадар во компании. Со програмата младите добиваат можност да ги усовршат своите знаења, комуникацијски вештини, да стекнат знаења од областа на финансиите и деловното работење за креирање развојни планови, но и за ефикасно водење преговори и продажба. Партнер на Пивара Скопје за оваа програма е компанијата Мотиви. 62 филма, од кои 50 краткометражни и 12 филмови за деца, ќе бидат прикажани на 8-то издание на Меѓународниот филмски фестивал за анимирани филмови Анимакс Скопје Фест, кој почнува од денеска и ќе трае до недела во Кинотека на Македонија. Билетот за проекциите чини 50 денари, а детските проекции се бесплатни. Под мотото не понекогаш за секогаш Анимакс Скопје Фест од денеска до 2 декември во Кинотека на Македонија ќе се одржува 8-то издание на Меѓународниот филмски фестивал за анимирани филмови Анимакс Скопје Фест.
Во 4 фестивалски денови ќе бидат прикажани 62 филма, 50 краткометражни и 12 филмови за деца во официјална конкуренција. Тие се избрани од пријавените рекордни 3234 анимации од 83 земји во светот, меѓу кои најголем број од САД, Англија и Франција, но и од Германија, Индија, Иран, Шпанија, Русија, Бразил. Голем дел од филмовите кои ќе бидат во трка за наградата Златна тула се носители на престижни награди, победници на филмски фестивали од А категорија. Официјалната програма на фестивалот со прикажување на филмовите ќе почнува во 20 часот. Билетите за проекциите се по цена од 50 денари. Филмовите за деца ќе се прикажуваат викендот на 1 и 2 декември со почеток во 12 часот. Публиката ќе има можност да гласа за најдобриот филм за деца и да го избере победникот. Проекциите за деца се бесплатни. Во рамките на фестивалот ќе бидат организирани и 2 работилници за анимација наменети за деца. Поради планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа, утре без струја ќе бидат делови од општините Ѓорче Петров, Центар и Аеродром. Утре во период од 9 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од улиците 4, 6 и 7 во село Батинци, општина Студеничани, улицата Воин Драшковиќ, кај Ферул Флок во општина Ѓорче Петров. А во период од 9 до 14 часот корисниците на дел од улицата Македонија, поточно непарните броеви од улица Димитрije Чуповски до плоштад Македонија во општина Центар. Прекин на снабдувањето со електрична енергија во период од 9 до 13 часот ќе имаат корисниците на дел од улицата Ѓуро Салај, дел од улицата Алекса Демниевски, под улица 19, дел од улицата Даутица во општина Ѓорче Петров. А во период од 8:30 до 12:30 часот корисниците од улицата Илија Димовски Гоче, улица Кресна, непарните броеви од 9А до 19А во општина Аеродром. Во наредните денови ќе преовладува стабилно време со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во постепен пораст. Во Скопје температурата утре ќе достигне 3 степени, в сабота 5, недела 8 и понеделник 9 степени. И уште една информација, градот Скопје апелира до стопанските субјекти да ја почитуваат забраната за запирање на возилата за доставување стока во централното градско подрачје во период од 7:30 до 18 часот. Советот на град Скопје на седница, одржана на 19 март оваа година, како една од мерките за намалување на загадувањето на воздухот во градот, ја усвои одлуката за изменување и дополнување на одлуката за организирање и дефинирање на условите за доставување стока на подрачјето на Скопје. Со оваа одлука, трајно се забранува запирање на возилата за доставување стока во централното градско подрачје во период од 7:30 до 18 часот. Тоа беше и последната информација за денеска. Јас ви благодарам за вниманието. Вие следете ни понатаму на нашата веб страна matama.mk и на социјалните мрежи Facebook, Twitter и на YouTube. Пријатно!